Разговараме со Штерио Гудов од Криви дол. Зашто вие кооперирате со задрugата? Кооперираме за тоа што имаме стока. Ние сме сточари. Треба да се снабдиме со храна. Од друга страна треба ние производите кои ги даваме, трговците не идат кај нас, него идат право кај задругата, тоа што сме ние кооперанти. И они за тоа се грижат да на цена и продадат јагенца, млеко, вуна, друго треќе на време. Ја знаете ли вие цената кога ги продавате артиклите? Нашата цена која ја дават, они ние знаеме. Ама они нината, дека ќе знаеме ние колку ги продават на друзи и преку кого одат. Тоа може. А сметате ли дека треба да ја знаете цената? Абе, ние сметаме и да знаеме, али сепак они да знаеме, тоа е нина. Коле Штериев од Врсаковиќ ни одговори на прашањето зашто кооперира со задругата. Ние кооперираме со задругата зашто сме на тоа место у селото, дека е и она у истото село. Деме како погоно ни е там. И сите знаеме дека у селото станаме секој посам, кој што слабо можем да ја обработуваме земјата, уствари и мораме да кооперираме со задругата. Не ли ви се скапи услугите на задругата? На нас по некоја цена ни се, може да речеме, и скапи, али уствари кога се исплаќат да се чини од тие работа се врши и не се чини да не е многу скапо за тоа што свршиме работа. Секако дека од досега воспоставената кооперација не сме задоволни од разлози што по моему мислам дека не сме нашли неадекватна форма за воспоставување на тие поблиски производни односи со индивидуалниот сектор. Освен тоа, можам да кажам и тоа, дека индивидуалниот сектор не гаи соодветно поверење и слично, како што е тај сооднос задруга индивидуален производител. Долгорочното уговарање на производството мора се повеќе да го заменува кампанското уговарање кој има комерцијален карактер и невоспитно делова преку убирање на маржата, користејќи ги прописите што го тоа дозволуваат. Индивидуалните земјоделски производители денес барат сигурност и трајност во производството по пат на долгорочна кооперација со општествениот сектор. Мислам да такви кооперанти кои се одлучуваат на една долгорочна соработка треба посмело да се уклучуваат и во органите на управувањето на погоните на работните единици во комбинатите и самите задруги. Во такој случај работните единици мора да бидат и носители на проширената репродукција, уклучувајќи ги во тој процес селаните кооперанти. Ако така се работи, тогаш дел од средствата и дел од доходот што се ствара од тоа производство мора да остане на селото за потреби и на душевниот стандард. Во нашата општина постојат објективни услови за остварување на кооперирањето помеѓу индивидуалните земјоделски производители, земјоделските задруги и земјоделските стопанства. Тоа може во иднина уште знатно да се развива и да добие своја широка основа во смисла на тоа ако констатираме дека во нашата општина постојат 20.305 хектара обработлива земјна површина, а од која што во приватниот сектор е 12.573 хектара површина. Во досегашната пракса, животот и работењето на село и заснимањето на односите во земјоделието се постигнати соодветни резултати во кооперирањето, но кои што сосема се минимални и недоволни. Како основни причини за слабата развиеност на кооперативните односи во нашата општина се уште земјоделските задруги своите интереси не се ги обединиле со општествените интереси. Тие повеќе тежат да акумулира што повеќе средства во своето работење, поготово преко трговија и други дејности, а не да се зафатат и со кооперативните односи, односно со интензивирањето на земјишните површини што се во општествен сектор, а што е и општествен интерес и општествено добро и барање. Зашто земјоделската задруга во Гевгелија Слога не успеа да ги собере сите производители на домати и зашто производителите
бегаат и не сакаат да кооперираат со вашата задруга? Бегањето на производителите во 65-та година во главно се состои во три елемента. Како прво, постои известна неускладеност на тржишто, а која на производителите им поставува голем проблем со тоа што таа неускладеност состои во ниските откупни цени кои се обаваат тука во откупните пунктови, додека високата цена која владеа на потрошачкиот центар во разните градови на земјата е многу голема и таа разлика ги буни со тоа што тие не се во состојба да ја даат работа, мислејќи дека се изиграни, тоест дека не им е награден трудот. Се говори во градот дека убирате висока маржа. Колку е тоа вистина? Па видите сега, законските прописи диктираат да задругата има право на 25% маржа. Меѓутоа, од постигнатиот процент во 65-та година говори дека маржата на задругата е просечна 18%. Наша желба, и таа е вечна желба, да ние со производителите сме почесто во контакти и бараме ги молиме во секој момент нека ги повелат да ја видат нашата откупна цена, продажна цена и на крајот да се констатира каква цена се постигнува во потрошачките центри. Затоа што, викам, нашата маржа ни оддалеко не ја задоволува потребата пропишана по законски прописи. Производителите оправдано ја барат оваа цена, меѓутоа треба да се бари излаз од сосема друга точка, а тоа е крајната потрошачка цена на пазарот. Во Гевгелија го замолевме и Тасе Попов, земјоделец, за разговор на оваа наша тема, соработка задруга индивидуален производител. Тој е еден од добрите производители на домати. Друже Тасе, вие сте, како што рековме, еден од добрите производители на домати, па ве молиме, соработувате ли со задругата во Гевгелија? Соработуваме, нешто нема што. Во што? Па, пример вака нешто не вршат услуги за орање со трактори, после друго снабдување на вештачки џубрива, нешто семења, исто така снабдување на заштитни растенија. Не. Дали евентуално ако задругата ви гарантира дека ќе ви го откупи целото производство и ќе ви даде добра цена, дали во тој случај би кооперирале со неја? Сигурно би кооперирали, не би одели. Оте знаеме ние дека губиме со тоа, не стварно од некој страна, значи речохме со си интерес за повеќе динара. Од друга страна па не останат некои наши земјоделски работи кои не можеме да ги довршиме како што треба. Приликом тоа одење со наша продажба на нашите домати. Во градот се говори дека задругата убира прилично висока маржа. Прилично висок интерес за заработка на вашите домати. Што мислите вие за тоа? Тука не знаеме ние тачно. Само можам да ви речем ово тука. Дека баш годинава, значи миналата година мислам, значи околу 10 беше јули тоа, тука се откупуваше цена на домати за 4 банџи. А кога отидов горе на продажба, тоа беше во Сомбор, ги продавах значи на 160 до 200 динари од килограм. Според нашим оцена, задругите, таму каде што тие постојат, веќе чинат одредени напори во овој правец. Постои интерес кај индивидуалниот производител. Резултати за сега имаме во главном во прометот со земјоделските производи, потоа во снабдевањето на индивидуалните производители со вештачки џубриња и разни други репроматеријали. Видни резултати имаме исто така и во кооперирањето во област на сточарството, како и во услугите. Јасно да задругата пред себе има нелесен задаток, уште повеќе ако се има на ум да со нивниот досегашен начин на работа и створените загуби, не можејќи благовремено да одговорат на своите обврски према добавувачите и заедницата, створија и известно неповерење кај производителите. Како резултат на ваквото работење на задругата и бројот на производителите кои своите производи ги сами дотураат на пазарот, губејќи при тоа голем прилично време од работниот процес, бројот на таквите производители е од ден на ден се поголем. Задругата, денеска кој се наоѓа таа иста задруга, да кажеме Гроска Вадарци, не сакам да кажам дека она не може да го собере гроздито, не може да го собере гроздито из тие разлог, па и која да е задруга. Сега, бидејќи имаме многу грозди. А и самата задруга нема таква организација како што треба за да може да ги услужи производителите, индивидуалните производители. Каква организација е потребна за тоа?
Организација е потребна така да има повече подвозно средство кој треба да го дигне од некому од лозјето. Немам јас нито магари, не чувам ништо. Да го наберам грози, треба да ги донесе и гајбите, и грози си го земи и се. Тие услуги се потребни. А тоа задруга? Тоа задругата го има сосем малку. А не на целокупното Не, подрачје. не може да го слуша. Вие бевте едно време основател на оваа задруга. Дали сегашната задруга работи на истите принципи како што беа востановени тогаш пред 10 години? Не работи на исти принципи. Ево кој е разлог. Она се упушти доста у трговија. Ги избира кожите, ги избира вълната, збира сусами, семиња и ред други работи. 320 декари има лозја собствени. Има бавча, има землиште кои го сеат и така, затоа сакам да кажам дека нините организација не можат они така да го организират и грози да го збират. Со други зборови, таа задругата не вложува многу за проширување на производството на грозје во Кавадарци и во Кавадаречко. Она нема средства, јас како што ти кажа, лани беше у дефицит задругата. Тоа за да бидеш ти, за да прошируиш, треба да имаш прво капитал да одиш напред, да чекориш, чекор напред, уназад одат. Сега ако печелили таа година, не знам очето още не е дале, кажуват некои дека е печелили, нали, милиони, али тие се печалби од трговијата, не се печалбите од купеното гроздје, да кажем, од индивидуалните производители. Не се од ниното лозје што ги работат, од нината бача, од нино труд да извадат нешто. А од каде се? Од индивидуалното гроздје. Ја знаете ли вие цената на продажа? Ние не ја знаеме цената. Он сам си пазаре тамо, намо сам ти ни каже толку оваа година гроздјето. 90 динара го збираше во селијата. А колку го продаваше надвор? Не знаеме. Не прашавте? Прашуиме, не одговарат. Ако да бееме ни 20 души тие условието, ние ќе да знаеме. Ние порно, јас бев во задругата и како председател на управниот одбор. Ама ние го водехме трговецот тука, пред сета управа се пазареше. И се знаеше по фактура. Се знаеш, сите знаат. И ние знае кој ќе го бери и кој ќе го копа лозито, колку пари гроздито се пазари.